Животот со мултипла склероза носи голем број на предизвици. Остварувањето на правата од здравствена заштита, остварување на социјалните права, права од работни односи, остварување на правата од пензиско и инвалидско осигурување и заштита се причината за изборот на темата на овој подкаст. Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во подкастот на Националното здружение за мултиплекс склероза на Македонија. Јас сум Ивона Зотевска, лице со МС, но денес како водител. Имам одличен соговорник Васил Чојлиев, адвокат. Те молам, представи се. Здраво, јас сум адвокат Васил Чојлиев, денес како соработник на Националното здружение за МС. Драго ми е што ќе можеме да позборуваме за некои интересни теми за лицата со МС и ќе бидеме од корист, се надевам. Значи, нашата држава се одлучила вработувањето на лицата со попреченост да го нормира на тој начин што избрала два смера, тоест два начини за работно ангажирање преку специјализираните форми, тоест популарните заштитни работилници, согласно Законот за вработување на инвалидни лица и на отворениот пазар на труд. Бих се задржал тука на формата на вработување на инвалидни лица, затоа што доколку лице со попреченост, еве конкретно сега зборуваме за лицата со МС, би сакало да биде вклучено, тоест вработено во нека компанија која што е спремна да вработи лице со попреченост, тоа првично треба да биде евидентирано како такво во нашите центри за вработување из Републиката. Но за да се евидентира, или претходно треба да помине определени комисиски прегледи и друга процедура со медицинска документација и со се што е потребно за да може да биде евидентирано како барател на работа лице со инвалидитет. И во сите тие фази на остварување на своите права, неретко лицата се соочуваат со ситуации каде што нашите органи можат, например, да застанат на становиште дека независно од она што лицето смета дека се соочува со определен тип на попреченост, органот смета дека тој тип на попреченост не е во таа форма изразен што е доволен да се смета за инвалидно лице во смисла на закон. И најдуваат на прва пречка. Препрека, Така, на прва пречка. Затоа постојано алудираме и апелираме на тоа да лицата кога ќе почнат со процес на остварување на своите права, секогаш да бидат спремни и на еден вид на жртва, тоест одење до крај. Значи, не можете да очекувате дека системот ќе се занимава со вас надвор, тоест ќе сработи работата која што вие за жал сте принудени да ја изодите. Значи, секогаш системот... Значи, сами не можеме на патот да одиме. Апсолутно. Значи, секогаш постојат правни средства за реакција на лицето со попреченост, дали ќе е тоа приговор на некој наод и мислење, дали ќе е тоа жалба на некој решение понатаму, тужби пред соодветните судови. Тој пат е исклучително тежок и долг. И многу долг. Многу долг, исклучително многу долг. Меѓутоа, ако сакаме системски решенија, освен ова, јас како правник не познавам поадекватен начин за решавање на системски на овие прашања. Адхок решенија секогаш може да се најдат, како што спомнав. Меѓутоа, треба да бидеме спремни за промени не само за себе, туку и за другите. Понекогаш свесни сме дека нема да можеби ние да го истераме патот до крај, но како што реков, креирањето на пракса, креирањето на свест, креирањето на притисок на крај на краишта, бидејќи самото излегување пред суд понекогаш знае, ако пресудата е добро образложена, ако има јасни нападства, ако има јасни рокови, би требало тоа да побуди кај сите чинители кои што се задолжени да постапуваат по ова, би требало да создаде обврска. Тоа да се оствари практично. Нормално постојат и форми на меѓународна заштита за кои што треба дополнително да зборуваме, меѓутоа чекор по чекор, како да кажем. Да, се соочив и јас со истото, го правевме муабетот. Моја грешка е што не бев до крај
не издржав до крај, најдов на препреки и се откажав. Многу ми се познати тие процедури. Ама здравје Боже, па следна прилика. Така, сега, кога зборевме за работното место, што се случува доколку работникот добие отказ заради влошување на неговата состојба? Како да пристапи? Значи, правото на работодавецот да ви врачи отказ секако е негова слобода. Апсолутно негова слобода да процени дали работникот му е потребен во конкретната ситуација или не. Меѓутоа, ако причина за отказ е влошување, да речеме боледување. Или влошување. А на тоа боледување секако претходело некаков тип на влошување. Постојат елементи, секако не е гаранција дека е тоа така, меѓутоа постојат елементи кои што треба да се истражат дека можеби станува збор за некаков вид на дискриминација, бидејќи неретко работодавецот се решава да му даде отказ на работеното лице со попреченост, например законот пропишува дека ако е вработено како лице со попреченост и е добило отказ, работодавецот има обврска определен временски период на самото на тоа работно место да не вработува друго лице освен лице со попреченост. За жал, нашите работодавци се креативни во толкувањето на нормите и успеваат да најдат скратени патишта, што велиме ние, да ги заобиколат овие своји обврски, но затоа, како што реков, треба на сцена да стапи упорноста на лицата со попреченост и на различни форми на правна заштита, инспекциска, комисиска, правобранител, сите практично да се стават во функција сите механизми на правна заштита. Гаранција нема за ништо, меѓутоа мораме да почнеме од некаде. Ако да креираме свест на некој начин. Запознаени сме дека болеста мултипла склероза се појавува во млади години, во работоспособни години, доколку лицето веќе е вработено и добива диагноза мултипла склероза, па му се отежнува целата работа. Дали има некакви права за заштита и како може да се проследат? Така. Секако дека системот познава форми на заштита, пред се тоа е најчесто практикувано од лицата е практикувањето на скратено работно време кај лицата со МС. Тоа всушност значи дека поради влошување на здравствената состојба на лицето, тоест на работникот во конкретниот случај, бидејќи има статус на работник, поради влошување на здравствената состојба, работната способност е намалена за повеќе од 50% во споредба со здрав работник, тоест работник без попреченост. Ова е квантитативниот критериум, значи 50%, кој што законодавецот го определил како стандард за класифицирање на состојбата за да може да се оствари правото на скратено работно време. Секако правото се остварува пред фондот за пензиско и инвалидско осигурување со поднесување на барање на кое што претходи обемна медицинска документација. Комисија, така, апсолутно комисиски прегледи, специјалистички извештаи кои што секогаш апелираме до лицата со МС кога ќе одат на невролошки прегледи, значи секогаш да се трудат да инсистираат практично речено во извештаите да добијат максимално квалитативен опис, нормално реален опис, исклучиво реален опис, меѓутоа квалитативно објаснето доволно за да самата комисија стекне впечаток, бидејќи одлучува на првично одлучува на основа на документација, а потоа и на реален преглед. Секогаш инсистираме тој опис да биде што е можно подетален во смисла на определување на нивото на функционалност на лицето со попреченост, за да може наодот и мислењето исто така да биде издржан и на основа на тоа решението кое што ќе го добие лицето со попреченост да биде навистина квалитетно образложено, да може самото лице кога ќе го чита навистина да стекне впечаток дека тоа е единствениот правилен начин да се одлучи во конкретната ситуација.
тоа е, да речеме, на долг рок многу придонесови за довербата на лицата со повреченост во институциите. Значи, ако добиете квалитетно решение каде што навистина ви објасните состојбата и ви е јасно зошто сте одбиени или зошто ви е овозможено определено право, практично вие сте начисто каква ви е вашата положба во системот. А за жал, праксата покажува дека нашиве решенија неретко има сувопарни образложенија, формални образложенија, каде што и нас како професионалци не е јасно што сакал органот да каже, а камоли на самото лице со МС кое што не е упатено во област. Добро, ова сега беше за скратено работно време, иста е процедурата за бенефициран стаж? Малце е поспецифична за бенефициран стаж, бидејќи иако и таа се остварува пред Фондот за пензиско инвалидско осигурување, добро Дали се исти чекорите или има разлика? Начелно да, бидејќи и таму треба комисија. Меѓутоа законодавецот се решил за нормирање на тој начин што самата присутност на дијагнозата МС е квалификатив за определување на бенефицираниот стаж. Тоест, тука веќе не се оди на оној процент на инвалидитет. На 60% конкретно за бенефициран стаж е општиот норматив за остварување на ова право, односно, извинете, 70% е за остварување на ова право, 60% не би било дозволено, меѓутоа кога се работи за МС, овде овие проценти не би требало да важат. Велам не би требало, затоа што нашата пракса познава ситуации каде што и покрај тоа што лицето е со МС, органот се впушта во одлучување на процент, што не би требало да биде така и апелираме секогаш да се оди она што велиме, борбата да оди до крај, да креираме пракса. Затоа што може да се смени ситуацијата апсолутно за една минута. Апсолутно, и самата природа на здравствената состојба е таква, прогресивна, тоа што денес била фактичка состојба, утре веќе не е. Како велат, денес ова што го гледате е најдоброто од мене, па утре со Господ напред како ќе биде. Така, иако моја надвор од оваа правна тема, моje гледиште и мој став кон лицата со попреченост генерално и кон лицата со МС специфично е тоа дека тие треба да бидат фокусирани на можностите. Пак ќе речем, факт е дека состојбата е исклучително деликатна, понекогаш тешка и мачна за справување, меѓутоа мораме да бидеме реални дека и да бидеме оптимисти дека тоа што го може да само треба да се најде вистинскиот начин и тоа може да ни го направи секојдневието прифатливо и убаво на некој начин. Бидејќи животот е таков како што е, животот е наш, мораме да го изживееме квалитетно. Кои се следните активности на Националното здружение во областа на правна помош и поддршка за лицата со МС? Па вака, за димензионирање на следните активности, подобри одговори секако може да ви дадат луѓето од Националното здружение. Јас како надворешен соработник можам со вас да ги споделам само моите желби, како би сакал да го видам овој систем, овој вид на услуга меѓу лицата со попреченост. Тоест, идејата би била да во перспектива развиеме модел на системски поддржан сервис за правна помош. Она што сега здружението го прави преку проекти, преку други форми на финансирање, да стане институционализирана форма, тоест здружението да добие статус на овластен давател на примерна правна помош преку системот на Министерството за правда, каде што ќе добие соодветна лиценца и ќе се надевам дека ќе оформиме малку поширок тим на колеги правници и сродни професии кои што понекогаш знаат да ни бидат многу од корис на нас како правна фела, да излеземе малку надвор од рамката на нормите, да ја видиме идејата на нормите и да секако со заеднички мултидисциплинарен пристап да успееме да развиеме систем кој што ќе ги детектира проблемите во самиот зародиш, ќе креираме доволен број случаи што подоцна во перспектива ќе бидат и основа за креирање на политики на национално ниво, не само на локално или регионално ниво. Така, јас се надевам дека желбата ќе ти се исполни. Се надеваме сите. Да, ти благодарам.
за ова гостување и ви благодарам на вас што не следевте. Ви посакувам добро здравје и се гледаме во наредна прилика.